1, 2, 3 и Да, тој ќе каже секако дека звукот на овој албум е граден со јасна продукцијска визија и официјално можеме денеска да кажеме дека во ова премиерно наше издание на Утринска на Телма го има Јовче Пандев кој што вечерва ќе го покани. Овај ден е дефинитивно повторно е велам празник за македонската музика, бидејќи не често може да кажеме македонски музичари имаат привилегија, чест, па и некако трпение, мок, финанси за да направат ова. Да, денеска говорам дека можеби е ретка прилика во овака физичка форма да добиеме албум, па така што ќе ти честитаме за ова деби. Не дебитираш на нашата сцена, многу одамна тоа се случи, меѓутоа дебитираш со овој студиски проект. А всушност одличен наслов и вистина можеме да кажеме дека Девојка во мраз, меѓу другото и времето и што неколку други синглови му дадоа некако патокас на твоето време, на твојата музика. Официјално денеска да не поканиш во Русти на една концертна промоција, на забава, нено дружење и пред се да дадеме аплауз и честитки за творештвото на Јовче Пандев. Ви благодарам. Добро ве најдов. Долго време. Тешко ли е вака за музичари кои што вечер имаат промоција? Не, ако нема да станат рано наутро. Други обврски, дневни, не е и толку тешко, тоа е некоја убава. Тоа знаеме да го кажем со намера така, дека е многу тешко. Утринската рутина е исто убава. Фала ви многу на поканата. Деца корнат градина. Интересен наслов. Има некаква метафора што се крие за деца корнат градина? Има, ќе си јас најде секој, тоа се нашите општествени чинители, кои помалку или повеќе не дават и не сервисираат, еве да речеме, како што треба да го прават тоа. Сакаш да кажеш секојдневието, општествените проблеми и се она што се случува кај нас е главната инспирација за за креирањето на албумот? Околу такви теми се врти содржината на албумот. Вечерва, како што кажавте, ќе имаме концертна промоција, во живо ќе го свириме цел албум. Фул бенд екипа, ќе биде така жестоко во Русти во 21 часот.
ги поканиме главните љубители или следбеници твои, но и оние кои што сакаат да уживаат во добар македонски рок. Да чујат нешто ново. Да. Познавајќи те, можеби многу одамна не сме имале, да речеме, гостување со тебе, бидејќи нели фокусиран беше и на други проекти, меѓутоа секој пат носиш како артист една длабока емоција и претпоставам дека овој албум е баш така емотивен и доста интимен конкретно, кој што велиш баш ќе ја представи таа сурова алтернативна рок линија, звук, кој што фаќа еден генерацијски пулс без да прави некакви конкретни компромиси. Меѓутоа суптилно тајно па правиш и нели да речеме мали промени преку својата музика, надевајќи се дека ќе ги нотираш темите до оние чинители кои што ги спомена, бидејќи не знам колку нив и денеска сакаат да бидат обсерватори на ваква можеби поезија преточена во музика, ама некој пат сте вие можеби најсуптилните тивки, ама сепак гласни критичари во летаргијата не сакам да ја насочам само кон слушателите и ние се фаќаме некогаш во таа летаргија дека некако новото време ни дава можности за достапност секоја музика од секое време и вообичаено си ги пуштаме музиките кои сме ги слушале, нели, со кои сме растеле, а некако потешко ни оди да истражуваме нова музика, а ја има во изобилство, не дека не ја има. Треба да се најде вистинската која ќе ни одговара, нели, само некои индивидуални параметри, така да треба да се слуша, да се даде шанса барем поеднаш да влезе во некоја нова песна. Тоа е благородна работа. Јас сепак велам дека било каков проект во случајот ваков и музички може да создаде некој убаво будење и аха момент. Еве конкретно вели Деца Корнат градина, првиот студиски проект на Јовче Пандев, 8 авторски песни, сите музика, текст, нели целосно твој, со тоа што аранжманите се направени тука, ќе го поздравиме Иван Петровски. Така. И тука и Живко Барбутов. Она што е интересно дека има и соработка на албумот, тоа е песната Дожд во друг правец со Ивана, така што фин концепт на луѓе и авторизирани песни. Пред се широко, тоа е нашето обкружување и јас не се единствено идентификувам со албумот, кога зборувам за него, зборувам дека сите тоа го направивме, луѓе помалку или повеќе, неважно, ама како енергија, како присутност, сите луѓе се тука, без разлика кој колку дал и така го презентирам, дека тоа е наш албум, не само на Јовче. Да. Да, разноликост и тоа многу ме радува. И сите кои учествуваат. Ти пречи, ти смета што денес малкумина знаат да дадат, зборам сега, јајде да речеме, ако честни случаи, сепак имаме некакви музички критичари, на времето имаше и доста наши колеги новинари кои што има конкретни своји, да речеме, ќошиња во пишаниот медиум или сега да речеме нели во претедото трансформирано можеби во светот на дигиталната ера, да дадат конкретната убава рецензија, да речеме како новинари, слушатели или музички критичари кои што вистина ќе го оценат албумот и да тебе создаде едно чувство дека некој вистина го искритикувал, го оценил, му дал некаква, можеби, длабочина како тој влијал и така натаму. Дали сакаш такво време да дојде повторно? Можеби не толку, не ме погодува толку индивидуално, ама критиката е здрава за големата слика која ја градиме сите ние. Така да појака сцена, по-конкурентна сцена, по-здраворазумно критикување и анализа ќе допринесе да се стандардот подигне. Тоа не е некоја лична сатисфакција или незадоволство, можеби чувствувам потреба, но генерално треба да гледаме во насока да тие критичари го подобрат како не? Само звукот, да го, не знам, преку критика да помогнат да се подигнат стандардите. Критиката треба да е продуктивна, нели, да вроди со апсолутно. плод. И во насока на продукција, и во насока на квантитет и квалитет, апсолутно. Се извини, кога веќе спомена квалитет и квантитет, ние живееме во такво време во кое што живееме. Марко на почетокот спомена дека можеби веќе е реткост некој да издаде вака албум
во физичка форма, времињата се променија, но колку ти недостасува можеби она старо време како некогаш функционира музичарите? През тогаш бев дете, па имаше некој вакуум простор и сега сме после како од сон разбудени. Сега во ова време секој може да студи на музика и можеби немаме веќе квалитет толку многу. Не знам, не можем да направам можеби некоја детална анализа, ама и тогаш снимале многу луѓе. Тригерот е во како се вика, во селекцијата. И тие уредници на музички емисии пред 20 години, цели продуцентски куки, и имало зошто се таму, нели, да изберат филтер на вредности. Да го изберат најдоброто. И тука е вагата сега, малку чудно изгледа. Инаку амбиција на погрешни луѓе и луѓе кои не се за таа работа кои ја работат, секогаш ќе има. Не е спорно. Секогаш ќе има и квантитет, ама ќе исплива на површина квалитет. Треба да ги имаме луѓето на вистинските позиции кои ја работат својата работа. Сега филтерот на вредностите, ако некој пат постоја, да речеме тие конкретни луѓе, чинители, уредници кои што беа можеби главните кои што го давале одговорот да или не ќе се емитува или нема да се емитува некој еден спот или ќе се емитува некоја песна на радио, денеска мислам дека филтерот на вредности најголем дел ја има публиката, бидејќи вие практично не мора некој пат нели да ја адресирате песната до некоја телевизија или радио, практично доволно е само да ја поставите на социјалните медиуми и тука веќе да го добивате нели аплаузот или пак апропо критиката. Меѓутоа, ако те прашам денеска што значи за тебе алтернативниот рок денес, дали е контра на нешто, дали е можеби слобода, дали е одраз на една генерација и генерално албумот бидејќи сепак велиш генерацијски пулс, што би сакал да доживеат или што би сакал да ти кажат за албумот? Што сакаат да почувствуваат овој пат? Како едно парче од цела алтернативна сцена која можеби не ни е многу голема, ама и е квалитетна. Да. Мораме тоа да го кажеме, да го пофалиме, има луѓе кои работат. Со ова парче, каменче, сакаме да допринесеме и ние да имаме удел во таа некоја нова ренесанса за која мечтаеме 5-10 години. Јас, можеби вие повеќе, ама ете, тоа е една помош на целата таа слика за да изгледа малку подостоинствено во секој сегмент. Познавајќи те, знам дека ќе ја направиш многу интимна и убава, достоинствена дружбата вечерва, промоцијата на овој албум, на Деца Курнат градина. Чисто дали ќе има, можеби, дополнителен шарм, нешто ќе има некое, можеби, гостување на вокалиската, која што... Да, Ивана Василева, иако има нити двомесечна бебушка, ќе дојде. Сепак ќе дојде. Да, и ќе не удостои со незиното присуство како гости на Девојка во мраз. Конкретно ќе видат Иван Петровски и Дејан Митровиќ кој свири бас и гитара на таа песна. Другите чинители кои се на албумот поради други трети причини не се тука и за некоја наредна прилика ќе бидат вистинско присутни. уживање тоа вечер. Да. А ќе ни биде ли уживање? Да, ние... Ова што во моментов Да, чинам го дека имаме тука. супер радиски сингл, добро помина можеби времето, па така што нека биде таа убава балада, видиш дека сосема соодветствува можеби на периодот, декемврискиот период во кој што сега во моментот некако сите полека стануваме агилни да се полека опуштиме за време на празниците и како што велат, нели, и циклусот на будењето на природата во овој период ќе го очекуваме за пролет, овој период кога треба малку да направиме една Се да застане. Да, се да застане, да направиме едно мало преиспитување, да понираме длабоко во себе, да видиме каде застанавме, што направивме, што треба да ревидираме, па така ще е една магија која што вечерва претпоставам дека ќе биде промовирана како дел од овие авторски песни. Денеска за сите вас Јовче Пандев, акустично времето на утринска на телма.
своја нота застани, на една нога не може, во среќа вода не може. Заиграј на мои нозе, победи се што можеш, победи без сенка сонце, победи. Љуби просто речено, сокри се од времето, нема време побавно, побавно од времето. Љуби просто речено, сокри се од времето, нема време побавно, заедно. Браво. Прекрасно живење. Обично, без да се наврадат дамите, меѓутоа тие најчесто знаат да ги споделат своите емоции и да ја покажат бурмата на раката. Сега ја забележав, честитки, ќе ја поздравиме нашата Теја Беговска и знаеш како со Цеца утринава? Кажавме дека соодветно е сега и легитимно да прашуваме како и на кој начин се ја помните годинава и претпоставам дека едно од најбавите кај тебе се, односно не, имаш ти двојно славење. Имаме албум и секако и една сопруга која што И животот, и животот, тебе сето тројство. Не, интересно е тоа што чинам дека со овој албум ќе заокружиш една своја лична епоха, ама верам дека убава успешна година, ама верам дека госпоѓата Беговска ќе придонесе за ново поглавје. Апсолутно. А тоа, знаете, кај секој од нас интересно е. Интересно е. Кога во една година ќе се случат повеќе, не само овие две работи, и други некои ситни лични победи, односи, ќе се средат некои и човек кога анализира во една година така неколку убави значајни работи, е убаво се чувствува и му посакувам на секој да најде таква среќа и мир и спокојство и радост, така да убаво е се. Така нека продолжи, така да почне и новата година и што вели Марко, тоа ново поглавје да биде инспирација за нови музички проекти. Фала ви, секако дека да, вториот албум е веќе во припремна форма, така да ќе работиме секако на тоа и на други проекти. Познавајќи те, вистина многу ни е често си еден од оние можеби скромни музичари кои што не сакаат да прават секој пат нели театарска представа од својот живот, од својата музика, туку така да си говори сама по себе и секој пат си бил многу суптилен и коренит во работите и вредностите, така што ќе ти посакам така да останеш, да, нели, бидејќи денеска од се сакаме да направиме некаква комерција, да биде тоа толку видено. А толку други проблеми поважни има. Да, меѓутоа, вистина сакам да го славиш денот, тебе ќе ти го посакаме тоа со Цеци и целата екипа. Ова е затоа денеска и нашиот начин да ти го изразиме секако благодарноста и пред се времето затоа што заслужува се она што си го работел во студио со толкава екипа изминатите години. Би било вистина жално и тажно доколку нели медиумите не остварат ваква сработка со вас, така што ова е отворена промоција. Да ги поканиме сите, можеме вечерва во Русти. Апсолутно, ви благодарам многу прво на поканата.
Многу ми е драго што гледам. Ги покануваме сите гледачи и љубители на добар рок-н-рол. Во живо концертна промоција на Деца Кор над градина, на албумот кој излезе во месец февруари. Еве, тоа е неговото време. Сега, вечера во 21 часот, Руст и Скопје. Се гледаме, Јовче. Еве, само да го прикажеме овој студиски проект и албум на Јовче Пандев, одлична корица, она што некој пат и тоа го рецензира, нели, народот, критичарите и музичарите, овој пат ние ќе кажеме дека одлично изгледа целиот физички проект. Уште еднаш, браво и за убавата година. Фала ви на се.